За прв пат по повеќе години жителите од општина Карбенци, особено од неколку села во услови на актуелните тропски температури, немаат проблем во редовното водоснабдување. Ово го потврдуваат и од тамошното јавно предпријатие. И граѓаните на општина Карбенци, особено на селото Таринци и селото Карбенци, го делат мислењето на првиот човек на овдешното јавно предпријатие Плачковица. Велат, после толку години немаат проблеми со водоснабдувањето на овие тропски горештини. Вода има. За тука има вода. Мислам од водоводот што е. Значи после толку години нема проблем. Па нема проблем. Нема проблем. Нема. Порано имаше? Порано не можеш соларното да се качи горе. А сега? Сега е доволно. Градоначалникот Виктор Паунов причината за ова ја фокусира на позитивниот ефект од новоизградениот резервоар за вода кај село Таринци, но и други сегменти. Имаме веќе голем исчекор во населените места Таринци, Долни Балван. Еве од денес очекуваме и село Цревулево конечно да добие она вода на квантитет, би рекол, каде што недостасуваше претходно. Селото Радање во овие денови треба да исто така да биде приклучена она премпупна станица од самата филтер станица да дистрибуира чиста вода за пиење во поголем обем. И покрај видното подобрување во водоснабдувањето, тамошното јавно комунално предпријатие Плачковица апелираат. Како јавно предпријатие Плачковица кој се грижи за редовното водоснабдување на вода за пиење на сите жители на општина Карбенци, би дала еден апел и би ги замолила сите оние кои што користат вода, иако сега во овој момент водоснабдувањето е стабилизирано и е редовно, сепак би замолила за разумно и рационално користење на истата, бидејќи во овие летни денови најважно ни е да имаме вода за домашни потреби и вода за пиење. Водата да не се користи за полевање на бавчи и на требници кои ги имаат сите во овој дел од општината. Во изминатиот период за подобрување на водоснабдувањето се изгради нов резервоар за вода во близина на село Таринци, а буквално, како што вели градоначалникот Паунов, прашање е на време кога филтер станицата и официјално ќе биде ставена во функција. Со нејзе, 1400 граѓани од 8 населени места ќе немаат проблем со редовноста во водоснабдувањето.